Сосема е неизвестно каква економска година ќе биде 2024. Меѓутоа, аналитичарите не се преголеми оптимисти дека ќе се случи некое драматично подобрување во однос на лани. Регионалните конфликти и во Украина и на Блискиот Исток се уште се најголем ризик за инфлацијата и поради тоа намалувањето на каматните стапки, со кое може да се поттикне позначаен економски раст, засега не е на повидок. За перспективите на глобалната економија, но и случувањата на домашен терен, разговаравме со инвестицискиот аналитичар Горан Марковски. Генерално геополитичкиот ризик и понатаму останува еден од најголемите ризици за глобалната економија. Последниве случувања, да кажеме, во делов на Јемен и така натаму, значајно влијае на зголемување на трошоците, посебно во европските земји, дополнително предизвика зголемување на инфлација, што е евидентна со последните отчитувања во Европа. Така да, тој ризик, дополнително на тоа, да се надоврземе и со случувањата и понатаму во Украина, украинскиот конфликт, понатаму нестабилноста околу Тајван, сето тоа влијае негативно на пазарите на капитал и тие причини не можеме да бидеме нешто посебно оптимистични расположени во делов на предвидувањата за економски раст за 2024 година. Искрено, во делов, да речеме, на европските економии и понатаму се очекува или минимален раст, или односно стагнација, па дури и рецесија. Последниве податоци што излегува за германската економија укажува дека таму продолжува негативниот тренд и во првиот квартал и рецесионите трендови се евидентни таму. Очекувам дека, да кажеме, во делов на Европа би требало растот да се движи на ниво од 1%, додека за американската економија очекувањата се дека ќе се движи во рамки од 1,5 до 2%. Со тоа што и понатаму остануваат низа неизвестности и предизвици, што дури одат до таму да можно е да се случи и одредена рецесија дури и во Америка. Тоа е нешто што предпоставуваме и една од причините за најавените намалување на каматни стапки, што речеме се актуелни деновиве, повеќе или помалку, веројатноста се зголемува или намалува за намалување на каматните стапки. Меѓутоа, централните банки секако водат сметка и во тој дел да не предизвикаат дополнителни проблеми, па од тие причини и најавија намалување на каматните стапки во, да кажеме, првата половина од 2024 година. Додека монетарните власти се ставени на менгеме помеѓу ризикот од зголемување на инфлацијата од една страна, но и слабите економии и заканите од рецесија од друга, на домашен план, македонската економија, која што е исклучително зависна од европската и особено од германската, каде што извезуваме половина од производството за странските пазари, и сето тоа во контекст на политички избори, нема добра перспектива исто така. Македонија ќе дели судбината на европската економија. Тука нема нешто позначајно да се разликуваме, да 2 до 2,5% е очекуван раст на економијата, што за Македонија не представува, за жал, нешто што, да речеме, позитивно би се одразило на некој поддинамичен раст во наредниот период. Во делов на она фискална политика која што обично се засилува, секако тоа ќе влијае поволно на заживување на економската активност, меѓутоа опасноста и понатаму останува за разгорување на инфлацијата предизвикана со овие мерки. Од друга страна, монетарната политика очекувам да биде во линија на, да кажеме, монетарната политика на Европската централна банка, барем досега тоа е случај, и како и во Европа, така и кај нас очекувам да во втората половина од оваа година дојде до постепено намалување на каматните стапки, имајќи во предвид дека и во Европа и кај нас растот е, да речеме, подоптимален. Очекувам тие намалување на каматни стапки да бидат позначајни во функција на динамизирање на растот. Мислам дека нема многу да се разликува 24-та од 23-та година. Дополнително може да има некое влијание или дополнителна нестабилност поради случувањата околу овие политички ризици што се секогаш актуелни поврзани со изборите, меѓутоа на
на ниво на година на долг рок, не сметам дека ништо поразлично ќе се случи во 2024. Очекувам растот, односно резултатите кои што ги остварија во 2023, повеќе или барем за компаниите, зборам од MBI 10 индексот и воопшто оние што се тргуваат на пазарот, да ги повторат резултатите и во 2024, повторно доколку нема некои позначајни нарушувања во глобалниот финансиски свет или некое поголемо нарушување кај нашите традиционални економски партнери пред се од Европа. Како финансиски советник кој што води друштво за управување со инвестициски фондови, го прашавме Марковски во што е најпаметно да се инвестира годинава, односно какви приноси се очекуваат. Најоптимално решение за инвеститори, посебно за конзервативни инвеститори, би било вложувањето во државни обврзници, посебно во сегментов на обврзници издадени од земји како Македонија, каде што се уште постои атрактивен принос за ниво на ризик кое што е умерено и кое што дава простор да се оствари значајно подобар резултат, да кажеме, како од купонскиот принос на каматите што ги исплаќаат овие обврзници, така уште повеќе од ефектот кој што се очекува со првите намалување на каматните стапки, што позитивно се одразува врз цената на обврзниците. Така да, тоа ми е нешто што сметам дека е најсоодветно инвестирање за оваа година. Имајќи, пак ќе кажам, во предвид нивото на ризик и приносот. Например, тој тип на фонд и лани кај нас оствари речиси 11%, што е слично на приносите кои што, да речеме, ги имавме кај акциските фондови. Сега кој ќе се зема во предвид нивото на ризик, секако ова е нешто што е најадекватно. За оние што се по-спремни да превземат ризик, тогаш и понатаму остануваат вложувањата во акции, во сектори кои што беа заобиколени минатата година пред се. Тука сметам дека е актуелно вложувањето во материјали, односно реални добра, кои што некои последни податоци укажуваат дека се на најниско можно ниво вредносно споредени со, ајде да кажеме, компаниите од IT секторот, кои што, да речеме, беа причина и се уште се водечки во растот на посебно на развиените економии, и тука пред се мислам на Америка мерена преку S&P 500 индексот. Така да, таа дискрепанца што се јави, да речеме, на превреднување на тој IT сектор од една страна и подценување на реалниот сектор, мислам дека во текот на наредните години ќе се нивелира во полза на овие компании од реалниот сектор. Причина што тоа, да речеме, беше нешто што беше увертира за оној .com bubble во 2000 година, кога ова ниво било слично на вреднувањето на технолошките компании и на компаниите со raw materials, ајде да кажеме, сектор кој што суровини, кој што се занимава со ископување и така натаму. Тука се компании што произведуваат злато, компании што произведуваат бакари и така натаму.